Домашната празнична кошничка годинава ќе крахира, а трапезите ќе бидат посиромашни од ланските, тврдат граѓаните. Дали лани за празниците можеше да се купи повеќе од оваа година? Па сигурно дека може. Мислам, реално е да не се правиме. Цените отидеа до небото. 50% е најверојатно поскапено за оваа година. Помогу се, помогу. Е поскапо, брат, е поскапено. Сега е поскапо. Сега. Можеш купи, ама скапо многу, скапо. Скапо, не се улева продавници. Предстои нова година, потоа Божик и цела низа православни празници. Како ќе се издржи јануари? Зависи кој има пари, ќе слави, кој нема пари дома. Пошто секој мора да јаде, секој мора да пие, некој повише, некој помалци и така. Тешко, брат, тешко. Тешко. Со штедење малку. Некои работи ќе се ги скратиме, некои работи ќе се ги дозволиме за празниците. Навикнати сме ние македонците. Кој како може, не како сакаш. Како може, колку може, толку. Ние си знаеме. Тешко. Свинско месо бут во Македонија просечна цена е од 360 динари до 400 динари. Во Грција цената се движи од 5 до 5,5 евра. Зетинот во нашите маркети се продава помеѓу 79 и 100 динари, а поевтино се продава и во Бугарија, каде стандардот е значително поголем. Килограм пилешко кај нас се 180 до 200 динари, но исто толку чини и во Хрватска. Килограм кравји кашкавал кај нас од 420 до 480 динари. Во Хрватска во маркетите на Плодине чини само 360 динари. Брашното кај нас чини од 25 па до 35 динари од килограм, а во Косово чини од 18 до 22 динари. Ценовната разлика на наша штета се однесува и на многу други производи, па од тука и прашањето зошто цените се толку високи само кај нас.